Почитувани, Зоран Заев преговараше и договори. Точно знае што ќе прифати од грчките условувања, кои се сега вовед во измени на Уставот, за кои што бара поддршка од народот. Зоран Заев сега очекува македонскиот народ да се самоукине, да го смени идентитетот, името и Уставот, само заради тоа што тој вели дека постигнал добар договор. Народот чека Заев да каже што е тоа што е непријатно, повторувам, непријатно во договореното, за да го сподели со јавноста. Почитувани, СДСМ, Заев, Шекеринска, Димитров мора да кажат што прифатиле да менуваат во преамбулата на Уставот. Каква ќе биде непријатната измена и како ќе гласи преамбулата според грчките условувања? Дали покрај Република Македонија во преамбулата ќе биде избришан делот, цитирам, македонскиот народ како и граѓаните кои живеат во незините граници? Дали ќе биде избришан или сменет делот кој се повикува на традицијата од Крушевската република и одлуките на АСНОМ? Дали ќе биде избришан делот кој се повикува на согласност со референдумот од 8 септември 1991 година, кога граѓаните одлучија да конституираат самостојна, суверена држава Република Македонија, а не Република Северна Македонија? Што е тоа непријатно во наведениот за промена член 3 од Уставот? Дали непријатните промени се дека територијата на Република Македонија ќе биде деллива и оттуѓива? Дали ќе предвидува повредливост именување на постојната граница, како што стои по принципот на доброволност? Или ќе се менува делот кој вели дека Република Македонија нема територијални претензии кон соседните држави? Што пак од наведеното во членот 49 се откажува Заев и се откажува СДСМ, а ќе биде непријатно за македонците? Дали Републиката нема да се грижи за положбата и правата на припадниците на македонскиот народ во соседните земји и за иселениците од Македонија? Нема да го подпомага нивниот културен развој и да ги унапредува врските со нив, а при тоа, како што стои во Уставот, нема да се меша во суверените права на другите држави и во нивните внатрешни работи? Дали со непријатните промени во членот 49 Заев, Шекеринска, Пендаровски, Димитров и другите северномакедонци ќе се откажат од македонците и нивните семејства во Грција, Бугарија, Албанија, Србија, Косово? Почитувани, СДСМ води кампања со лажни пароли, со лажни пораки при оваа негова лажна кампања. Пораки кои воопшто не се однесуваат на договорот што го прифати и по кој распиша референдум Зоран Заев, а при тоа да се крие што на вистина ќе се менува во Уставот на Република Македонија. Зоран Заев мора да каже што тоа ќе се менува во Уставот, бидејќи граѓаните треба по тоа да се определат како ќе постапат, а не дали во Европската Унија има бесплатно здравство и квалитетно образование. Никаква промена на најавените делови од Уставот нема да го подобрат животот во Република Македонија, ниту ќе изградат болници, ќе создадат школи или ќе донесат пари. Одговорот за уставните измени се вистинскиот одговор за она што Заев и СДСМ го повикува македонскиот народ да излезе на гласање. Се друго е манипулација и подкуп. Ви благодарам.